траеше толку колку што и предвидува деловникот 5 дена, за да можат граѓаните да имаат шанса, барем делумна, да бидат спротивставени мислења, алтернативни концепти, кога станува збор за трошењето на нивните пари. За жал, како и секоја година, освен минатата, власта одбива да молчи кога станува збор за буџетот, начело со министерот, кој што чат пат присуства или некои реплики, се воздржува од коментари, сваќајќи оваа дебата како некој нужно зло. Лани, дури ни тоа не можеше да го издржи, па нареди полиција, заедно со Трајко Велјановски и Гордана Енкуловска, да не исурат од оваа сала, а претходно тоа се случи со новинарите. Како мала дигресија во однос на она што се случуваше оваа година и лани, се е исто. И ние како опозиција, и вие како власт, и за жал истиот министер, и за жал истото лице на привремената работа спикер на собранието, само една работа се разликува, што го дава директниот одговор зашто лани интервенира лицата вработени во дирекцијата за обезбедување на лица и имоти спротивно на Законот за собрание, а тоа е дека господинот Ставревски во име на Никола Груевски оваа година не побара странски заеми. Тоа е разликата. Лани интервенцијата на полицијата не беше за буџетот, беше за кредитите, за заемите. Оваа година странски заеми за да го одржат и обстојат буџетот нема. Не затоа што владата не сака, таа сака, туку затоа што не им даваат. Или барем не им даваат под услови за кои што тие се за нив, за владата, прифатливи. И баш ме интересира, господине Ставревски, тогаш мафтавте со раченцето, сега можете на телефона да проверите, кога доаѓав надвор немаше протестанти. Не оние на опозицијата, тие ги нема од други причини. Ги немаше демонстрантите или контрапротестантите на власта. Тие беа доминантно составени од две категории. Едни беа земјоделци, кои што тогаш протестираа против СДСМ и пред партијата и пред собранието на 24 декември, затоа што ние наводно не сме сакали да им ги даеме субвенциите. Ме интересира, господине Ставревски, може ли наистина тие ваши земјоделци да им се јавите и да ги прашате дали сте им ги дале субвенциите и зошто не штрекуваат денеска, кога се усвојува буџетот, бидејќи тие субвенции ги нема. И број 2, вторите се, оние за мене, директните показатели на целата трагедија на оваа ваша власт, а тоа се вработените во државната и јавната администрација. Имавме луѓе кои што протестираа со ноќари од 300 евра, со бунди, со штикли најмодерни и така натаму. Баш ме интересира, делот беа во општините, во градинките, во школите, во министерствата, во финансии, например. Може ли да ги прашате дали има намера пак да штрекуваат против СДСМ, бидејќи власта на Груевски не има да им ги покачи платите за 5%? Чисто да знаеме околу фолклорот, зошто вашите две омилени групи, земјоделци и администрација, контролирани од партиските штабови на ДПМН, оваа година не протестираат, а се оштетени. Едните бидејќи не ги добија субвенциите за 2013 година, а тогаш ги бараа, а вториве, затоа што им беа ветени 5% покачување на платата, а не ја добиваат. Како вовет во она што сакам да го кажам. И од секогаш сум сакал со Ставревски да дебатирам, како што тој вели, и во тоа делумно целосно се извинувам, методолошки се согласуваме, да дебатираме за политиките и најповеќе за резултатите од тие политики. Но пред тоа сакам да дадам една пластична народска споредба, за да бидам правилно сватен. Господине Ставревски, играте спортска прогноза? Ја не играм. Сега гледам дека и вие ми кажувате и вие не играте. Окей. Кога ќе разговарате со луѓе кои што играат спортска, кога ќе излезат од кладилницата, велат, кога ќе завршат сега како резултати, да велат, шо направи? Фати нешто? Не бе, паднав. Паднав на тој, на голови, на ова, на она и така натаму. Е, така вие ме наликувате. Ако играчот на спортска вели фатив, тој е заслужен. Ако не фати, како со нивни терминологии да се употребам, криво е
паднал снег во Истанбул кога играл во Јувентус, се повредил играчот, не били у форма, судијата бил крив. Тоа е за мене Зоран Ставревски оваа политика. Ако нешто се успее, тие се добрите. Ако нешто не се фати или не се успее, европската, светската криза, проблемите со финансирање, опозицијата, Грција, албанците, па пак СДСМ и така во круг. Тоа ми е најдиректна, пластична споредба на вас како министр за финансии. Ако биде, биде. Ако не биде, пак ништо. Терамо далje. Паднав заради кризата. Господине Ставревски, говориме за буџетот за 2014 година. Кога дојдовте на власт и како што велите 7 пати победувате, а 7 пати ги повторувате истите ветувања, ветивте просечни стапки на раст од најмалку 5, 6, а најчесто 7%. Фактите говорат дека просечните стапки на раст годишни, од кога Груевски и вие водите економијата, се 2,5%. Толку годишно просечно расте македонската економија. За да го зголемиме бруто домашниот производ или да се зголеми двојно вредноста што се произведува во Македонија, со оваа ваша политика, со овој ваш начин на работа, ќе бидат потребни најмалку 25 години. Па сега, ако некој има намера од граѓаните на избори да ве чека како играчот на спортска прогноза да добие со 100 денари милион денари, па да фати, со среќа. Но фактите говорат дека вие со спортски речник во кладилниците паднавте на ова ветување. Бидејќи 2,5% годишен просечен раст е 3 пати помалку од она што секоја година на избори особено им го ветувате на македонските граѓани. Број 2. На комисиската расправа, господине Ставревски, ви реков дека правите недозволена методолошка и буџетска манипулација. А тоа е дека проекциите за буџетот 2014 година ги споредувате со непостоечкиот буџет за 2013 година, истиот оној буџет кој што во ноември месец го променивте со ребаланс. На тој начин, како што постоеше во мое, не во вашем, мислам, време, една прекрасна и за жал единствен последна епизода или серија од образовен карактер во производство на ВМРО-вската МРТВ, таа се викаше Бушева азбука, вие на овој начин водите во математиката процес наречен весела математика. Таму кај што ви треба повисока основа за споредба, лоп си ја зимате таа. Таму кај што ви треба пониска, си ја зимате таа. Шарам, барам. Исто така имаше една друга детска емисија. Вие буџетот 2014 година го споредувате со бројки и податоци од буџет кој што формално, законски и практично не постои. И вие и вашето мнозинство во ова собрание го сменивте. И тоа не е случајно направено. Основниот показател или пример зошто е тоа направено е за да манипулирате со износот на капитални инвестиции. Пратениците во вашето експозе, јавноста на нарачаните интервјуа беа сведоци дека Зоран Ставревски повторно кажува дека 2014 година ќе биде година со рекордно висок износ на капитални инвестиции, дека тие во однос на лани ќе пораснале за 20%. Тоа се ваши зборови. Споредбите, вистински, а не вашите на баби и жаби, покажуваат дека прогнозирате зголемување на само 10% на капиталните инвестиции во однос на ова се уште недовршена година, но господине Ставревски, јавноста треба да знае дека вашиот износ на капитални инвестиции за 2014 година е понизок од проектираните инвестиции за 2011 година, например. Дали тоа вие ќе ни потврдите конечно дека со износот на капитални инвестиции што сакате да ги потрошите, во сума говорам, номинално, не враќате во 2011 година? Податокот кажува да.
И пазете, ова е само на проектираните. А ако дојдеме до очекуваните или реализирани капитални инвестиции, јас верувам дека, господине Ставревски, вие ќе не вратите во 2010 година и дека и од она што сега го ветувате, нема далеку од тоа целосно да го реализирате. Многу едноставно и просто. Затоа што во вашите проценки за капитални инвестиции повеќе од 50% отпаѓаат само на 7 згради, административни објекти. Едно е проблем сумата, која што ја манипулирате, е недоволна и е пониска од порано. Втора е структурата на тие капитални инвестиции. А зошто ќе речете, него ќе се запраша, говорам за капиталните инвестиции? Па заради тоа што во ваква сиромашна и слаба економија, тие се основниот генератор заедно со потрошувачката во Македонија. Да има странски инвестиции, може би нема ни да разговарам за капиталните инвестиции на владата. Ама нема странски инвестиции. Вашиот податок говори дека тие ќе завршат од прилика на нивото од 110 до 130 милиони евра. Ако нешто не се случи у месец декември, па Дедо Мраз, кога ќе ги дели пакетчињата, подели и евра, фунти или долари. А тоа нема да се случи, освен во светот на бајките. Затоа, господине Ставревски, основата на вашата предпоставена ставка на раст очекуван е во старт проблематично. Број 3 се извинувам, веќе го загонетнав тоа. Странските инвестиции не го даваат резултатот. На страна сечењето на лентите по гончето 1-2 со 5 вработени или отварањето на празните технолошки индустријски развојни зони 8 Бунарџик 1 не е доволно за Македонија да оствари сериозен економски раст. А мона што не го кажувате кога ги сечете лентите по 10 наредени со ножиците, тако нешто не сум видел, дури ни во Тајван, 10 души со ножици да сечат лента, е дека на македонските граѓани треба да им објасните дека за да една странска компанија отвори фирма во Македонија и инвестира пари, вие како влада им давате до 50% од народните пари во инвестицијата. За комунална инфраструктура, да им донесете газ, пат, вода, да им платите комунали, да ги ослободите од други јавни давачки или такси, да не им барате ДДВ во технолошките зони, да не плаќаат персоналец, да се ослободени од данок на добивка со 0%, што јас се согласувам. Но вие имате директни материјални, парични и нематеријални вложувања и македонските граѓани се де факто, не де јуре, 50% акционери и во Джонсон Електроник, и во Джонсон Мети, и во Джонсон Контрол, и во Кемет Електроник, и во бла-бла-бла и така натаму и така натаму. Што значи дека нето ефектот на странски директни инвестиции е и од овој кој што ни го давате 110 милиона, 120, 130, помал. Патем речено, во овие пари на странски инвестиции учествуваат и кредитите, што овие фирми ги повлекуваат согласно новата методологија. Дополнително, господине Ставревски, ве слушам и не можам да се согласам дека основниот генератор на раст кој што вие го прогнозирате вие е градежништвото. Градежништвото кое што допред Скопје 2014 учествуваше со 5% во структурата на бруто домашниот производ, сега, благодарение на оваа катастрофална градежна експанзија во центарот на Скопје, во центарот, не надвор од него, се зголеми на 7,5% учество во бруто домашниот производ. Па два пати да го зголемите градежништвото. Не еден Александар, два Александровци. Не една триумфална порта, две триумфални порти. Все пута два. Вкупниот пораст на градежништвото не може да ви го возможи зголемувањето на економскиот раст, колку што сте го планирале само на тој начин од 3%. Остануваме на она што представува еден од најклучните проблеми. А тоа е дека вие со овој буџет и со овие политики што ги водите, немате ниту една асална, директна, опиплива и ефективна мерка во домашното производство, домашната индустрија, домашниот сектор.
Индустријата конечно малку пркна и вие се израдувавте и веднаш излеговте на телевизија. Ама 4 години додека паѓаме нема да говорите за тоа. И пазете, скок на индустријата на основа минус 10, минус 15% како што паѓала. Тоа е како за време на повоена Југославија, 45-та година, кога ќе се направила една фабрика, порастот бил 100% на индустријата, бидејќи имало нула претходно. И затоа во таа весела математика вие не ги кажувате реалните параметри. Пораст на индустријата заради цените на металите што ги продаваат и комплексот Железара и Југохром и Фени. И затоа ќе продолжи загадувањето, бидејќи нема да ги чечнете овие фирми. Бидејќи ги удрите ли нив, не само што ќе имате политички проблеми, него тие најлесно ќе го затворат или ќе го намалат своето производство, а тоа ќе ви се одрази на индустријското производство и ќе ви се одрази на платниот биланс, бидејќи ќе ги немате приливот на девизи кои што тие ви го обезбедуваат. И затоа ќе остане Скопје понатаму да се загадува. Едно од старите коли и автобуси, за тоа ќе збориме понатаму автобуси, ама и од фабриките и погледнете ги центрите. Скопје, Тетово, Битола, Кичево, Делка Бадарци се спаси заради некоја инвестиција што е направила премата, но и тој е далеко од тоа што е потребно. И затоа, ако не привлекувате сериозна, опиплива сума на пари од надвор, како странски инвестиции, а трошите со тие роудшоа страшно многу пари, страшно многу пари, ако не им давате пари на домашните фирми и се фалите само со еден податок, ќе обезбедиме кредит од 100 милиона евра од Европската инвестициона банка за меки кредити. Па таа програма постои повеќе од 15 години преку Македонската банка за подршка на развој. Не ја измисливте вие. Постоеше и во времето на СДСМ, постоеше и во времето на Љупчо Ѓоргиевски. Таа е стандардна кредитна линија. Прашањето е дали и зашто се искористува. И затоа кога говориме за политиките на раст, политиката на раст, се извинувам, не ви е ефикасна, немате раст. Политиката на вработување ви падна, бидејќи имате фиктивно намалување на невработените преку бришење и преку физичка елиминација, евакуација или селување, како сакате кажете, на луѓето кои што заминуваат во странство. И конечно, вие како економист и генератор или промотор на политиките треба да побарате да има попис во оваа држава, за да конечно се знае од што ние, на што можеме да се надеваме и од која материјална, економска, едукативна, социјална, пензијска, старосна, секаква останата структура имаме на располагање. Господине Ставревски, не ми одговоривте, а 3 пати ви го повторував тоа на комисиите. Зошто лани, зошто се извинувам оваа година, најголеми трансфери по основ на социјални расходи, по основ на други и разни давачки, се случи ово месец март, кога во тој месец започнаа локалните избори. 60 милиони евра повеќе се потрошени во овој месец од тековното трошење на владата. Дали истото, не дали се извинувам, тоа е непотребно прашање, истото ќе се случи сега на овие избори, дали ќе бидат претседателски или вонредни парламентарни, сеедно. Повторно на фирмите, долгот што во овој период им го повторно генерирате, ќе им го вратите со пребивањето со ДДВ во февруари и во март, а во март, спротивно на изборниот закон, на законот за спречување на корупција, ќе ги пуштите субвенциите, трансферите према приватните специјалистички или општи здравствени организации, ќе исплаќате вонредни социјални расходи. Тоа се покажа 2013 година согласно вашите податоци. И ден денес не ми го одговарате тоа. И што ќе се случи ако вие сте кандидат за председател? Да очекуваме 2 пати повеќе вакви незаконски трошења надвор од годишната програма и тековно финансирање на владата. И на крај, господине Ставревски,
бидејќи не ги добивате потребните пари од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд, како што тоа го добивавте лани, преквани, така натаму. Се свртевте кон домашните банки во многу поголем обем, отколку што тоа беше случај претходно. Ме интересира како економист да ми објасните оваа работа. Сите банкари го говорат тоа што го знаеме и сите. Банките се полни со пари. Народна банка срамежливо, но сепак сигурно од време на време ја намалува за четврт поен референтната ставка. Ме интересира, господине Старевски, зошто не се зголемува кредитнава активност на банките? Зошто нема поопипливо намалување на каматните стапки на кредитите? Нормално со тоа и на депозитите. Зошто? Ја ќе ви го дадам мојот одговор. Логичен, едноставен и единствен. Затоа што на банките не им требаат фирмите, не им требаат граѓаните, си ја имаат владата. Само во вие 3 месеци се задолживте 400 милиони евра. Да вратите и да земете нови. И сега до нова година ќе имате уште едно задолжување. Ме интересира до кога ќе ги држите банките зависни од вашето позајмување и ќе ја држите каматната стапка на 3 или 6 месечни орочени депозити на 5-5,5%. И затоа после кој ќе повлече кредит и на кој банкар ќе му даде на некоја црна фирма и ќе даде таа фирма под хипотека недвижност, кој што го има во изобилство и не може да се реализира. Па нема намера да даде пари на фирма. Ке му се јави на Старевски и ќе рече, кој дае? Комерцијална, тутунска, како најголеми, стопанска, третата. Колку ви треба? 100 милиона, 100 милиона. Знае ке ги врати, ризик 0, камата колку сакаш. 5,5% на 6 месеци. А една фирма треба да моли за 9% за да плати плата или казна. И да го моли директорот на банката да го чека 3 месеци да дојде до него. А не да е Боже ако му е реализира хипотеката. Отиде. Падна, што ви рекле на спортските кладилници, господине Ставровски. Затоа нема во Македонија кредитна активност. Бидејќи целокупниот ликвиден капитал вие си го усисавате у владата. Шуќур да го враќате назад, ама не го враќате. Кога треба да се инвестира во кредити, во автопати после 8 години, не отидовте ке домашните банки, не отидовте во Светска банка. Отидовте ке кинезите, кои што 10 милиарди евра ги даваат на цел регион и нив им се исплати. Тие ќе бидат во профит кога ќе завршат со градењето на автопатиштата. И секоја чест на таа кинеска политика. Тоа му го кажа ви на амбасадорот. Шуќур македонскава влада да прави нешто слично на тоа. Ама нема да бере, ниту појма. И конечно, знаете ли колку изнесува сега долгот на централната влада, а не јавниот долг кој што никој во оваа држава не го знае? Кога јас говорев пред 6 месеци дека тоа е 34%, Ставровски велеше, не, 28, 29. Има стенограми. Сега сте објавиле 34%. Централна влада, сега го провери податокот. Но во овој долг ги нема заемите на Агенцијата за државни патишта. Ги нема заемите што сега треба да се земаат на оваа седница преку 150 милиони евра. Ги вадите надвор на јавните предпријатија. Само ради менеджмент со овој податок. Кога нив ке ги додадете, само долгот на централната влада, кај што сте вие гарант на централната влада, е 44% од бруто домашниот производ. 44%. Тука не влегуваат општините, тука не влегуваат останатите јавни предпријатија, бидејќи за нив немам податоци. Иначе ќе ви го пресметам. Ова е врвната манипулација која што ја правите, ама кога тогаш некогаш ќе излезе на крај. И конечно, сега, после некое време, на оваа седница треба да гласаме за еден заем од 17 милиони евра за вештини и иновации. На оваа тема сте многу циничен кога се споредувате со времето на СДСМ. Ме интересира, господине Старевски, после 8 години признавате дека економијата или луѓето или човечкиот ресурс нема доволно вештини и иновации, па треба заем да земе до 17 милиони евра за тоа?
Ова го говорам бидејќи правевте една аналогија со 2005 година и 2006 година со еден друг кредит од Светска банка. 17 милиони евра ќе земете за вештини и иновации. Господине Ставровски, град Скопје, а вие на град Скопје му давате пари на јавното сообраќајно предпријатие за бензин, за дизел, за гориво, немаат гориво. Автобусите на ЈСП ги плаќаат сите граѓани, горивото, дизелот на ЈСП го плаќаат сите граѓани, и тие од Тетово, и од Струга, и од Струмица, и од Кичево, и од Скопје, ама затоа ЈСП ќе гради панорамско тркало. И ќе го стопанисува Милениумскиот крст. Граѓаните не пијат здрава вода во Скопје, заради оловните цевки и азбестни, се извинувам. Ама затоа на водовод му давате пари за барокна зграда. Господине Ставровски, ми останавте должен еден податок, зошто оваја следната и после неа година ќе издвоите повеќе пари за изградба на вештачки плажи, отколку што ќе изградите, ќе дадете од буџетот пари за изградба на социјални станови. Зошто оваа влада издвојува од буџетот повеќе пари за вештачки плажи, ставка која што ќе ја најдете во Министерството за транспорт и врски. А таа ставка и тие пари се повеќе од парите за социјални станови. И кога ќе оддадете одговор на тие пари, господине Ставровски, кога ќе дадете одговор зошто во оваа држава станаа домашни инвестиции, кантите за ѓубре, платени од кредит што вие ги отваравте, или пак гледам вчера и не ми се верува, се промовира како врвна инвестиција на 4 телевизии, пренесуваат реновирање на 4 канцеларии за центри за социјални грижи. 4 социјални грижи центри ќе се реновирале, тоа се 20 врати, 500 квадрата паркет, 20 бироа, 50 штекери и 4 WC шолји. Тоа е инвестицијата која што 10 минути ја гледаме во сите вести, вчера и завчера промовирана од оваа влада. А пазете, Македонија била трета во Европа, па чатпат прва, па втора. И на крај една замолница до вас лично. Може, кога веќе, господине Ставровски, одлучувате да не одговарате на суштинските прашања, може барем да не глумите лицемер и да не ја навредувате интелигенцијата и емоциите на граѓаните? Вие, кои што годишно трошите 2 милиарди и 600 милиони евра, но на Валентина Стефановска како да ја градела пирамидата на Кеопс пари давате. Вчера излегувате и велите нема пари за новогодишни пакетчиња и вечери и свечени ручеци на администрацијата. Аман тебе молам. Тоа е антикризната мерка. На децата да не им дадете новогодишни пакетчиња, на тоа ќе зашпарате. Па може да ви дадам еден предлог? Ај продајте 5 коли, ај Трајко Велјановски нека не го обезбедува полиција и го блокира цел град пола саат од Сабајле, пошто нема никој ништо да му направи, бидејќи нема употребна вредност. Ети ви ги парите, дајте им на децата пакетчиња. Ама најмногу од се, ај почнете да водите одговорна политика, па родителите сами да можат да им купат на децата пакетчиња, а не да глумите лудило и да ни кажувате дека ќе зашпарате пари со тоа што нема да им дадете пакетчиња на децата оваа година. А вештачки плажи ќе правите, а панорамско тркало ќе правите, а Прометеот го направите. А за тоа има пари. За до пакетчињава на децава дојде, нели? И баш ме интересира како ги се почастите вие сложно издушно во владата во очи нова година. Со набавките на специјалните оброци кои што ги имате за ручек во владата од еден ексклузивен скопски ресторан, наместо тоа да биде од страна на владата од рестораните на службата за општи и заеднички работи. Кога со исти аршини ќе почнете да се однесувате кон граѓаните, тогаш ќе можеме да разговараме на ова ниво. А немојте децата и нивните родители да им ставате сол на рана и да им кажувате дека леле, колку се секираат за парите, па уште и пакетчињата ги скратиле и частењето во рестораните. А цела година, 364 дена масакар направивте со македонската економија и луѓе во крај со крај не може да скрпат. Треба ли уште да говориме дека сме против овој буџет? Не треба, благодарам.